Добро, денеска повторно сум тука во Куманово, пак со прекрасни луѓе на прекрасни места, многу позитивна енергија, енергија која ни дава вака надеж дека ќе има еден преубав резултат. Не зборам само резултат победнички, туку зборувам резултат за обнова на Македонија. Секој ден скоро сум во Куманово, гледам дека луѓето се поведри, чувствуваат дека ќе има обнова. Во Куманово фалат многу проекти. Долго време локалната власт е во рацете на СДСМ. Слушам сега во последно време повторно со нивна демагогија, повторно дека нешто ќе направат и повторно со нивните виртуелни проекти. Време е за честни луѓе да дојдат тука во Куманово и да работат и да помогнат. Позади мене се честни луѓе, луѓе кандидати за пратеници кои го сакаат Куманово. И јас како носител се обврзувам дека ќе бидам тука постојано и ќе дадеме максимум напор за да има што повеќе обнова во Куманово. Куманово тоа го заслужува. Најголем град во Македонија, но се дави во урбан хаос. Се дави во неспособност и на централно и на локално ниво. Гледаме секој ден и слушаме како локалната и централната власт тука во Куманово е скарана и кој трпи? Трпи обичниот граѓани. Затоа сакаме да ги охрабриме сите во Куманово, сите граѓани, дека доаѓа обновата, а обновата носи обнова во достоинството, во туризмот, во науката, во културата, во инфраструктурата, во сите области, во здравството и така натак и така натак. Излезете масовно и дајте ни поддршката на 15 јули. За бројот 14 за луѓе, домаќини што доаѓаат од Куманово, што го сакаат Куманово и утре што ќе направат многу за вашето, нашето Куманово. Благодарам.